Европската комисија ја повтори препораката Северна Македонија да почне преговори. Ова стое во скусениот извештај за земјава што денеска беше објавен во Брисел. Во документот од неколку страници се скенираат состојбите во 3 сектори: реформи во судството, реформа на разузнавачките агенции и реформа на јавната администрација. Северна Македонија ги зајакна напорите и испорача на тамошни опипливи и одржливи резултати во клучните области идентификувани во заклучоците од Советот од јуни 2018 година. Од тука основите на препораката на комисијата од 2019 година за отворање пристапни преговори со Северна Македонија остануваат валидни е заклучокот на извештајот. Во случајот на Северна Македонија извештајот упатува на значени чекори во насока на зајакнување на независноста на судството, како и подобрени резултати во борбата против корупцијата и организираниот криминал, реформа на разузнавачките служби, како и во реформата на јавната администрација. Се остануваме на нашата препорака за почеток на преговори. Во делот на судските реформи, комисијата се осврнува и на неодамно усвоениот закон за јавно обвинителство, карактеризирајќи го како одржливо решение за случаите на СЈО. Дел од партиите го поздравија извештајот. Ова целото како извештај денеска е верификувано од страна на Европската комисија, ќе биде проследен до земјите членки нормално, од каде што очекуваме Европскиот совет да носи позитивни одлуки. За мене е важно тоа што беше до нас да го завршиме, го завршивме. Позитивниот извештај за земјава и за Албанија е вториот чекор кон можната одлука за отворање преговори веќе во март, откако претходно на француско инсистирање беше усвоена новата методологија за пристапување која ќе се однесува на Скопје и на Тирана. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.